Почитувани, очигледно за својата црна кампања ДПМН не бира ниту средства, ниту методи. По наредба на Груевски и фамилијата, дури и јавното обвинителство се става во функција на нивните дневно-политички валканици. Пред 4 дена јавното обвинителство на разговор повика членови на СДСМ од Демир Хисер по пријава која театрално пред камери беше однесена од ДПМН. Повиканите членови на СДСМ денес уредно и благовремено се јавија на поканата на јавниот обвинител. Не сакавме ова да го актуализираме предходно, бидејќи ДПМН и неговите партиски мегафони повторно ќе не обвинеа дека се обидуваме да правиме политички притисок врз правосудните органи. Станува јасно дека Груевски сака и се обидува да стави знак на равенство помеѓу неговите криминални активности за добивање на гласови и закани со наполно легитимната и легална внатрешна активност на СДСМ. Невиден срам за јавното обвинителство е да влетува во сценариото на Груевски фамилијата со забошотување на огромниот скандал со списоците на ДПМН. Како е можно да се изедначуваат бруталните и нехумани злоупотреби на власта од функционерите на ДПМН спрема своите вработени, дури и уценување со инвитро оплодување со една вообичаена внатрепартиска евиденција на опозицијска партија. Го повикуваме јавното обвинителство да си ја исполни својата уставна и законска надлежност. Наместо да прави циркус од внатрепартиска активност на опозицијска партија, треба да ги преземе сите неопходни действија и согласно изборниот и кривичниот законник во итна постапка да го расчисти огромниот скандал со списоците на ДПМН. Заедно со Груевски, јавното обвинителство ќе биде одговорно за тоа дали изборите на 5 јуни ќе бидат слободни, фер и демократски. Благодарам. Повелете ако има прашања. За нас е веќе очигледно, се надам и за целата македонска јавност, дека антикорупцијската комисија станува продолжена рака на режимот на Груевски. Оттаму воопшто не е ни за изненадување што составот на антикорупцијска беше избран предизборно на брзина без никаква поддршка, присуство и предлози од опозицијата. Очигледно станува дека сега само на 8 дена пред изборите антикорупцијска треба да им достави готов производ на своите налогодавачи, односно на Груевски. Нас ни е ова смешно, бидејќи срамно е да они замижуваат пред наводите за кои што се зборуваше и во јавноста и документите кои што тие ги добија за имотот на директор на тајната полиција, братучетот на Груевски, за имотот во Чешка, за имотот кој постојат сомненија дека неговата мајка го поседува исто така во Чешка, а да се отвара сега постапка за предмет кој што е во оставинска постапка и кој што датира од 1979 година. Затоа сметаме дека е крајно време да се вразумат и овие монтировки мора да престанат, а на 5 јуни граѓаните ќе ги казнат за тоа што го прават. Ви благодарам.